католичката црква и на источната ортодоксна црква фактички лежат во основите на древномакедонскиот политеизам, а грешките што ги направија француските енциклопедисти во однос на погрешната идентификација на македонската цивилизација со Грчка, односно на Македонија со Грција, се должи на нивната неписменост во наводници во таа област и веројатно во фактот што не го прочитале Страбо и неговата географија и не дознале каде се наоѓа пантеонот на политеизмот гората Олимп. А Страбо, уште во први век наша ера, тврди дека планината Олимп се наоѓа во границите на древна Македонија. Професор доктор Ташко Белчев со сета своја научна жештина спори со секоја тенденциозност во науката и со самата псевдонаука, штитејќи ја македонската теогонија и филозофија, бранејќи ја венетологијата или по-конкретно речено древната македонистика, обвинувајќи ги за сторените гревови во наводници, како француските и другите енциклопедисти, филозофи, теогони, космогони, така и домашните творци во наводници на гласникот Жива Антика, кои според авторот продолжуваат да веруваат дека старите грци се најзаслужениот народ во Европа и дека никој друг не дал ништо повеќе на современата цивилизација од нив. Политеизмот, како минато на древните македонци, не падна во заборав и покрај изминатите временски дистанци и покрај распаѓањето на македонскиот империализам од времето на Филип II и Александар III Македонски и покрај римското, ромејското, турското и другото робство и покрај преминот на многубоштвото, политеизмот во еднобожие, монотеизмот со прифаќањето на христијанството, бидејќи Божиот син со скрстот, тоест Исус Христос, е син на Марија, тоест на последната жена оплодена од Зеус, главниот бог на македонскиот пантеон од гората Олимп. Обидите на така наречените француски просветители за демитологизација во филозофијата веројатно се спречени со појавата на Хедер кој како учен човек ќе ја врати назад во вистинскиот пат богатата содржина на древната митологија, во предвечерието на појавата на науката за венецко-финикиската, односно за старомакедонската митологија. Германскиот филозоф и литерат Шелинг 1775-1854 година го смета политеизмот како основа на современото христијанство, католицизмот и православието. Се залага за објективност и слобода на научното мислење, истакнувајќи дека вкусот и бојата немаат и не можат да имат другари. Во однос на митологијата, уште во 1724 година Лафито и во 1752 година Де Фонтенел констатирале дека таа не им припаѓа на старите грци и римјани, туку на времето на варварските фази на историјата. Расветлувајќи го процесот на разгледување на древномакедонскиот политеизам и општо земено на древномакедонската цивилизација меѓу виновниците во наводници, односно обвинетите во наводници, за погрешното препишување и несоодветните списи на древните филозофи, професор доктор Ташко Белчев го вбројува и Аристотел, човекот што го познаваше радикално проблемот на Илијада и Одисеја и го учеше Александар Македонски на оригиналите, а не на преводите, каде што корените и основите на глосите беа од јазикот на венетите и феникиците, односно од неговиот роден македонски јазик. Констатацијата на авторот дека древномакедонскиот јазик и не беше некој друг јазик, туку само еден дијалект на двата спомнати јазици, кои исто така беа само дијалекти на правенецкиот, правинскиот, прафиникискиот, правенецкиот и така натаму, за да се дојде до прасловенскиот, кој е составен дел на праиндо и индоевропскиот, но како примарен дел
веројатно остава многу простор за полемика, како во однос на редоследот на појавата на јазиците, така и во однос на староста на племињата и народите. Книгата насловена Македонија центар на современата теогонија представува еден вид интердисциплинарна студија во која покрај другото авторот супериорно владее со прецизното објаснување на древномакедонската топонимија, оронимија, хидронимија, висонимија и така натаму, тоест со објаснување на потеклото на древномакедонските имиња на места, гори, реки, острови, низини и така натаму. Користејќи етимологијата на имињата и поимите како силно оружје, тој докажува дека грците до ден денешен не можат да ги објаснат наведените поими не само на територијата на Мореја, тоест Балканот, туку и пошироко и ниту се во состојба да го објаснат потеклото на боговите од пантеонот на гората Олим, која од секогаш била на територијата на Македонија. Така покрај етимологијата на Зеус, Геа, Уран, Посејдон и така натаму, дознаваме дека Атена била епонимка и божица на антите, бидејќи станува збор за анаграматизам или изопачување на името на антите со коренот Ан. Грците до ден денешен не можат етимолошки да ги објаснат имињата Мореја, Пелопонес, Спарта, Крит, Пиреј и така натаму, како и илјадниците ороними, хидроними, нисоними и топоними широм средоземноморските острови, Стара Грција, Тесалија, Епир и така натаму, бидејќи сите тие припаѓаат на друга, постара цивилизација, на културата, јазикот, писменоста, митологијата, космографијата и теогонијата на древните македонци. Веројатно затоа професор доктор Ташко Белчев е безпоштеден во врска со објаснувањето на академик Манол Пандовски дека наводно името славјани потекнува од грчкиот збор склавос, што значи роб, без да му текне, како што вели авторот, дека покрај славјани постојат и други нијанси на тој потомок на венетите и феникиците: словен, славон, словјанин, словенец и така натаму. Компаративно етимолошкиот метод на Лафито 1724 година и Де Фонтенел 1752 година отвори нови можности за безброј западноевропски научници да ја разгледат древната митологија од филозофски, историски, филолошки и друг аспект, а Шарл де Брос во 1706 година древномакедонската митологија ќе ја споредува со египетската теогонија и со други попримитивни верувања и религиски обреди, што секако наоѓа траги на фетишизам и фрла поинаква светлина на приказните на така наречените стари грци во наводници. Во новата наука, италијанскиот филозоф Џан Батиста Вика успева со нови и оригинални идеи да продре во суштината на теогонијата, која извлекува од недрата на древната митологија. Во 60-тите години на 19-тиот век, такви италијански венетолози, како Девето, Питиони, Проздоцини и други, значително ја унапредиле митологијата како наука, како филозофско гледиште, а нашиот ценет венетолог, господин Белчев, на страница 91 од својата последна книга ќе истакне: древномакедонската митологија, која нарековме синоним на политеизмот, содржи во своите страници не само научна мудрост, која е од извонредно значење за нашата теза, туку и скоро да не постои филозоф, космогон, теогон, теозоф или теолог, да не се надоврзал било директно или индиректно со ова наше минато од пред старогрчката и римската цивилизација. Во најновата книга на господин Белчев го имавме реткото задоволство да прочитаме скоро цела една глава од страница 70 до страница 88, која представува извонредна научна расправа против книгата на Доналд Харден «Феникици, мисла
Скопје 1992 година, каде на експлицитно